Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме чорба од карфиол и ким со подпечен карфиол. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 400 грама карфиол, 3 мали или една голема главица кроми, половина зеленчукова коцка за супа, една супена лажица семе од ким, 3 супени лажици сладка павлака, дополнителни парчиња карфиол за печење, сок од еден лимон, една рака макдонос, сол и бивер и маслиново масло. За подготовка на овој рецепт користиме делимано тава со рачки или делимано касерола и делимано тава за пица. Време е за сечкање. Ситно исечкајте го кромидот. Полека пропржете го во путер на тивок оган. Сакаме кромидот да омекне, но не и да добие боја. Ставете сол, а потоа додадете и една полна лажица семе од ким. Пржете ги заедно неколку минути. Ставете половина издробена коцка за супа, а потоа и парчиња карфиол. Оставете ги вкусовите да се комбинираат на огнот кратко време, а потоа прелите ги состојките со жешка вода. Оставете ја течноста да зоврие и да крчка 25 минути додека да омекне карфиолот. Време е за блендирање. Ставете ја павлаката и убаво изблендирајте ги состојките. Оваа чорба не треба да биде мазна, туку во неа треба да има мали парченца карфиол кога ќе ја сервирате на маса. За подготовка на печениот карфиол, едноставно ставете цветчиња карфиол во тава. Прелијте ги со маслиново масло, лимонов сок и одозгора ставете исечкан макдонос. На крај зачинете ги со сол и бивер. Печете ги во рерна околу 20 минути на температура од 160 степени. Свртете ги најмалку еднаш за цветчињата да добијат еднаква боја. Сервирајте ја чорбата во чинија со неколку парчиња подпечен карфиол и макдонос одозгора како гарнир. Што мислите? Ова е едноставен рецепт, но има доволно стил да ја украси трпезата кога приредувате свечена вечера. Чорбата од карфиол навистина заситува во зимскиот период, но исто така е богата со витамин С кој ни е потребен за студените зимски денови. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!